Здраво, драги родители! Денес ќе зборуваме на темата како да ги разбереме нашите деца. Најпрво треба да запамтиме дека нашите деца секогаш реагираат, особено тие реагираат до својата 10-годишна возраст, затоа што до таа возраст тие се најчувствителни, тие се како сунѓери, значи се навистина пропустливи најмногу до таа возраст. И токму поради тоа, вообичаено е нивното однесување дае резултат или пак дае реакција на она што тие го абсорбираат од нас како родители или од непосредната околина. И затоа кога нам не ни се доаѓа однесувањето на нашето дете, всушност тоа треба да го разбереме како значи дека тоа не е всушност лошо однесување, туку тоа значи дека моето дете реагира на нешто кое што го обсервирало од нас како родители или пак од непосредната околина. И значи сега кога веќе тоа го знаеме, кога однесувањето на нашето дете го преформулираме од лошо однесување кон внатрешен стрес кој што едноставно го предизвикува така да реагира, ние веднаш можеме да преминиме од отпорот кој што го даваме за нашите деца, од осудата постојано кој што му ја даваме на нашите деца, кон една поголемо сочувство и кон една поголема емпатија за нашите деца. Затоа што во суштина секое дете сака да биде разбрано, секое дете копне да биде видено онакво како што е во својата суштина, но сепак до таа возраст децата едноставно не знаат како со зборови тоа да ни го пренесат. И затоа е наше како родители ние да разбереме што всушност се крие испод тоа нивно однесување, кое што во суштина најмногу е некој нивен одбранбен механизам на заштита на детето од нас, од начинот на кој што ние нешто му носиме на нашите деца, или пак околината му го вметнува во нивниот амбиент, му го вметнува во нивната атмосфера и така натаму. Затоа што децата само се трудат тие да максимално да можат да опстанат во нашите услови, велиме наши услови како родители, затоа што ние сме тие кои што ги поставуваме условите во кои што функционираат нашите деца и затоа велиме всушност дека нема лошо однесување од страна на нашите деца, туку всушност има само едни неприлагодени реакции на нивниот одбранбен механизам, на нивниот механизам за заштита од нас, од нешто што го абсорбирале од нас или од надворешната средина која што не соодветствува со нивната природност. И затоа следниот пат би било добро како родители навистина да го запамтиме сето ова, за да можеме да знаеме да не реагираме наеднаш, да не му викаме на нашите деца кога ќе бидеме предизвикани на тоа. Тоа е се за денес. Имајте убав ден, се гледаме. Чао!